Елек Штрауп и Андреас Балок ќе платат парични казни од $250,000 односно $150,000 и добија 5-годишна забрана за вршење дејност како директори или вработени во сите акционерски друштва во врска со шемата за плаќање мито на македонски политичари во случајот Телеком, објави Американската комисија за хартија од вредност. Во Македонија овој случај немаше разврска, а ниту директорите, ниту политичарите беа гонети. Иницијативата Спас за Валандово поднела писмено барање до градоначалникот и претседавачот на Советот на општината да распишат референдум за изјаснување за отворање рудник за бакар, злато и сребро во областа Казнедол. Од Министерството за животна средина објаснуваат дека постапката за издавање позитивно мислење и дозвола за концесија е веќе завршена. Европската комисија ги повикува владите на земјите членки на Европската унија да размислат за промена во односите со Турција по референдумот во оваа земја, што го отвори патот за пошироки права на претседателот на земјата, пренесуваат британските медиуми. Според еврокомесарот Јоханес Хан, уставните измени на Ердоган се опасен чекор назад за турската демократија.